In the quiet of the dawn, you're the first to rise. With a wagon, no wine, you light up the skies. Bars on the window, the world outside awaits. A four-legged friend with a heart that never breaks. Изгледа никој не ви кажал дека не е крајот на светот. Дека и утре ќе се раздени, заутре ќе се раздени, ќе се раздени на 1 јануари е голема веројатност дека и тогаш ќе се раздени на 2 јануари. Значи, овој град, како да ви кажам, овие луѓе, наши тука, колку лесно паѓаме у хистерија пред Нова година, па тоа е нешто неверојатно. Абе, мислиш дека тука е крајот на светот. А ова не е од вчера. Значи Скопје е така години, онака децении уназад. Ја не знам толку ли не сме изживеани како луѓе што така подивуваме пред празници, особено пред Нова година. И тука има една, како да ви кажам, една работа која што страшно паѓа у очи, да кажеме. Тие денови пред Нова година луѓе уопште не водат сметка за себе, за своето здравје. Јас сега тука можам да настапам како еден вид лайф коуч. Например, не е уреду after work секој ден пред Нова година, последните 10-15 дена, одиш на after work или забава после работа, особено овие последниве денови. Значи, не можеш да одиш и да се препиваш и да јадеш као стока. Ти се случува често пати, гледам, знаеш, жениве, тоа све, фини, работливи, вистина, цела година биле добри мајки, добри овие сопруги, овие на работа се докажуеле со многу напор да успеат да ја исполнат задачата да сега. Ја разбирам од една страна тие последни неколку денови од светот, мислам од тие последни денови од старата година дека треба да се проспат. Али тоа не значи дека треба да се направиш земја. Мислам, пијани овие жениве цуриве. Пак им се слоши, па тука некој колега нормално ќе рипне да им помогне, овие у несвес. Све е тоа у реду, ќе ја изнесе, ќе ја стави у кола, ќе тргне према болница, према амбуланта, ама тамо нема место, значи, зашто има многу такви што им се слошило, мужи што со 3-4 промили алкохол се бапнале у сообраќајен знак или некој бедонски ступ. И сега ја разбирам, и сега проблем е ке нема место, ќе мора да однеси у некој хотелче. Ја знам многу овие пријатели имам што имаат хотелчиња по Скопје, вика препунини се хотелчињата пред Нова година, вика со така жени цури што им се слошило, па тука некој овака емотивен колега што ги донел тука, пошто нема место во болници, тука им пружа прва помош у хотелчето. Вика пунини се совите тука им даваат инфузии, вештачко дишење, тука ќе им крене нозе. Мислам, онака да им крене за нели онако слоши на човеку, ќе му падне притисок, ќе креваш нозете вака. И за да будае крвта у глава, за да тука вика некои соби па немаат зид. Сега не може на зид да ги крене нозете вака, мора да ги крене, да се снаоѓа некако. Муживе исто, пуни себе, ждере, јаде, доминира у кафич, најгласен да е, нај да го слуша, тој е Шевчињава поготово, тој е фирмиве, знаеш. Тие последните денови од постоењето на светот му се најголема шанса да ебне нешто. Мислам да пружи прва помош на некоја цура или жена што и се подслошила од алкохолот. Не ме сваќајте погрешно.
Пошто они пред да станат шефчиња, слабо еба да ви кажем. И онда кој ќе станеш шеф, нешто така, мислиш дека си Роко Сифреди. Мислиш дека си Роко Сифреди, али не си. И тука проблем, си го ебат здравието. Мислам покрај другаш тоа што ќе ебнат нешто друго и здравието ќе си го ебнат. Како? Ато шо? Јебач не се ствара со Виагра. Јебач се раѓа. На Роко Сифреди не му требаат Виагри, бе. Тој природно е таков. Гледајте со него документарец, има еден. Вика, мене на промаја ми се дига. До ден денес. Отвори, вика, дома не сме, вика, жени ми таа бивша порно звезда е жена. Вика, не сме, вика, у исто време прозори врата да бидат абе малци, вика, да го подотвори прозорот на Кипер, мене ми се дига. Не си јебач ако маваш Виагри као тик-так бомбончиња и ако ги забораиш тоа теглата од Туршија спуна со Виагри у хотел. Пошто на брзина морало нешто, она е тегла, она толкава за Туршија. Од 3 кила со Виагри пуна. Со Виагри там шо има след, не знам. Разни комбинации на вака. Не си бе тогаш. Само може срчка да те бапне. Да те најдат пупунец. Тука у хотел оваа што ја ова, она ќе мора да замине да избега, да те остаи така. Па проблем. Со 15 испиени Виагри капакот од сандукот како ќе ти го стават, бе, нема да може да те закопаат. Пошто со ваков ќе те закопаат. Ти можеш да умреш тоа да остане од 20 Виагри испиени вака и од 2 грама кока ушмркани. Добре, сега може да го стават сандукот, овој капакот од сандукот, ако ти е вака. Ама, ти е вака кај го. И остана незакопан. Ќе се сосмртиш. Многу, многу лоше, не знам стварно толку за своето здравје да не водите грижа. А сите на afterwork. Тоа среќа една неопишлива. Мислиш овие луѓе, не знам, дека но некој свет друго, дека од рајот дошло на тоа финоќа, па тоа па се жалат после, па а сите кои ќе дојат дома на овие мислам ми овие жениве мужива после afterwork дома кои ќе дојат кај своите партнери. Како си помина? Абе, кој секој ден на работа со колегите, малце се напивни. Некоја немаше некоја атмосфера, онака, мислам. Тапа, луѓево изгледа пред нова година некако не еме ни до журкање, ни до ништо. А он на 10 Виагри спасувал пациенти у хотелчиња во Скопске. Тоа ти ебам градот овој дволичен, какви малограѓани тешки сме, тоа е нешто невидена работа, ама тоа е јебик. Горе мазно, од оздола, како вика. А тоа, па после кој ќе ги спојат ова нова година и Божиќ, тоа какви контрасти се. 3-4 дена пред нова година, сите се ова нимфоманки сатири, баханали, групњаци. После 1 јануари сите влагаат у некои предбожични пости. То верници, то мед и млеко од уста им теча. То, Господе Боже, то вака, то онака.
А тоа може иде заедно. До овамо е на джало посветен, а од 1 јануари до 7 до Божиќ, овој ги чисти гревоите. Какви идиоти сме, не виде. Инаку, овој старава година, како да ви кажам, не беше баш лесна. Уствари животот, у суштина, не е лесен. Животот е само еден пат, би рекол, од раѓањето до смртта. Многу луѓе често ја бараат смислата на животот и не може да ја најдат. Нормално, никој не успел да ја најде. И ако има некоја смисла животот, тоа е потрагата по неговата смисла. Уствари, тука негде вака се почне и се завршува. А сите сакаме да се мислиме дека има причина некоја што постоиме, што не трпи овој свет вакви какви што сме, на 3 тони алкохол или на 50 виагри. Ама у суштина на времето Сартер рече, вика вистинска среќа е да не се родиш. А не знам, некој друг негов современик исто така многу паметен, дали беше Мишел Фуко, дали не знам кој беше, му рече, да, вика, можда е, вика, Сартер управо дека среќа е да не се родиш, само ја не знам кој ја има доживеано таа среќа. На вака цинична, комична му даде забелешка на таа негова филозофска мисла. Минатата година најкрупен политички настан беше падот на предавничката СДС или Социјалдемократскиот сојуз, кој што навистина не бираше начин, средства и време да го понижи својот народ, се со цел да остане што подолго на власт, па дури отидоа до тамо што комплетно ја дадоа сите лостови на власта, ги дадоа на нивниот коалиционен партнер ДУИ, а целокупниот имунолошки систем на македонскиот народ го растурија така што го понудија македонскиот народ неговото достоинство, неговиот идентитет, буквално на послужавник, тоест на тацна на соседите. Никогаш порано македонците не се чувствувале толку мали, толку понижени, толку навредени, како во времето на владењето на Социјалдемократскиот сојуз последните 7 години. In the quiet of the dawn, you're the first to rise. With a wagon, no wine, you light up the skies. Bars on the window, the world outside awaits. A four-legged friend with a heart that never breaks.